Граѓаните и здравствените активисти покренаа петиција за забрана на аспартамот, вештачки засладувач кој се користи во многу безалкохолни пијалаци, сладки и преработена храна. Иницијаторите на петицијата тврдат дека постојат докази за неговата потенцијална штетност по здравјето, особено при долготрајна консумација. Според одредени научни истражувања, аспартамот може да биде поврзан со зголемен ризик од метаболички нарушувања, главоболки, па дури и сериозни заболувања како што се одредени видови на рак. Иако светските здравствени институции, вклучувајќи ја и Светската здравствена организација, се уште не донеле конечна одлука за негова забрана, загриженоста во јавноста расте. Петицијата веќе собра значителен број потписи и ќе биде доставена до надлежните институции со барање за построги регулативи или целосна забрана на аспартамот. Активистите нагласуваат дека потрошувачите имаат право да бидат информирани за можните здравствени ризици на вештачките додатоци во храната. Иако производителите на храна и пијалаци тврдат дека аспартамот е безбеден кога се консумира во дозволени количини, се повеќе луѓе бараат природни алтернативи. Дебатата околу неговата употреба продолжува, а јавноста со нетрпение ги очекува идните одлуки на регулаторните тела. Такосот е едно од најпознатите мексикански јадења, а традиционалниот начин на подготовка вклучува свежи тортили, внимателно зачинето месо и автентични сосови. Според мексиканските кулинарски експерти, клучот за совршен тако лежи во комбинацијата на свежи состојки и правилната техника на подготовка. Основата на добар тако е тортилијата, која традиционално се прави од пченкарно брашно и вода. Полнењето може да варира, но најчесто вклучува свинско, говецко или пилешко месо, маринирано со зачини како ким, оригано и чили. На дополнувањето со свежи зеленчуци, коријандер и сок од лимејата го засилува автентичниот вкус. За да се постигне вистински мексикански вкус, важно е да се користат домашно подготвени сосови, како што се салса верде или гвакамоле. Исто така, техниката на подготовка, како печење на месото на скара или негово бавно готвење, значително влијае врз конечниот резултат. Иако постојат многу варијации на ова јадење низ светот, традиционалните рецепти остануваат најценети. Кулинарските ентузијасти препорачуваат да се следат оригиналните методи на подготовка за да се доживее вистинскиот вкус на Мексико.